Во денешното видео ќе поразговараме како се подесуваат рекламите на Facebook и на Instagram, односно потребните чекори кои што треба да се исполнат за една наша реклама да почне да се промовира на социјалните мрежи. Кога ќе го отвориме Ads менаџерот, го притискаме копчето Create, односно да креираме нова кампања и нова реклама. Потоа Facebook и Instagram ни даваат опција да одбереме каков тип на реклама. Го одбираме копчето Engagement, од досегашното искуство знаеме дека овој тип на реклама е најпродуктивен типот на кампања и го притискаме копчето Continue. Facebook ни дава Tailored Message Campaign, односно опција како автоматски Facebook да ги адаптира и да ги прави оптимизациите според тоа што он мисли дека е најдобро за да ги пушти рекламите. Ние го одбираме manual setup, односно рачно, каде што можеме сите подесувања да ги направиме рачно. Кога го притиснеме копчето Next, ни се појавува овој дел. Значи во овој дел имаме три сегменти што треба да се подесат. Првиот е кампањата, самата кампања каде што е одбрано сега. Вториот дел е ad сетот и третиот дел е самата реклама. На почеток кај campaign name го пишуваме името на кампањата, односно ќе напишеме магнезиум, реклама. Значи тоа ќе ни е името на кампањата. Special ad категори се не одбираме, кај campaign details ништо не мениме, односно тие работи ги веќе подесивме пред да дојдеме до овој чекор. A&B testing не го користиме во овој случај. Кај campaign budget advantage, campaign budget го вклучуваме копчето on. Кога го вклучиме копчето ни дава две опции, дали да биде на дневно ниво буџетот, односно парите што ќе бидат потрошени за реклама, или lifetime, односно целосно колку пари планираме да потрошиме за таа реклама. Ако одбереме целосно, пример, ќе одбереме $30, тоа значи ако ја пуштиме рекламата на 10 дена, тој во просек ќе троши по $3 дневно. Од досегашното искуство подобро е да се користи daily budget, односно да имаме можност да ја стопираме рекламата кога ние ќе мислиме дека треба, доколку е потребно, и на тој начин нема на Facebook алгоритмот да му кажеме дека нема да знае колку имаме планирано буџет, и на тој начин се надеваме дека ќе биде попродуктивна кампањата. Значи го одбираме дневниот буџет, ставаме $3 дневно и со првиот дел од подесувањата сме завршили. Одиме на копчето Next, што можете да забележите, се префрла во ad сетот, исто го пишуваме името магнезиум, реклама, го запишуваме името и одиме кај типот на conversion. Messaging apps ние како дефолт го оставаме, тоа е тоа што ни треба. Овде не прашува на која Facebook страница да ја пуштиме рекламата. Кај ова копче можеме да одбереме, имаме повеќе страници каде што можеме да работиме, ја одбираме оваа страница. Доколку Instagram акаунтот е поврзан со Facebook акаунтот, тој ни дава опција овде да го штиклираме. Доколку не е, ќе ни даде овде копче да се поврзе Instagram, но во нашиот случај е штиклирано, значи го оставаме штиклирано, поврзано, средено. Ни дава WhatsApp како опција да ги промовира продуктите и да ни стигнуваат пораки на WhatsApp. За сега не е многу популарно, не би го користеле. Во следниот дел одиме во Budget and Schedule. Кај Budget and Schedule имаме почетна дата кога да започне кампањата и во колку часот, можеме да одбереме и крајна дата кога да заврши, но како што кажевме нема да го подесиме тоа, значи start date едноставно го оставаме како што е. Ако ја пуштаме кампањата сега моментално, доколку сакаме да почне од утре или од други ден или од некоја друга дата, едноставно ја одбираме датата и времето и одиме во следниот сегмент. Во сегментот Audience Control ги подесуваме
демографијата, односно локацијата, каде ќе ја пуштаме кампањата, во кои држави, во кои места и старосната граница, како и полот. Значи го притискаме копчето Switch to Original Audience. Во овој момент кај Locations ги одбираме местата каде сакаме да ја пуштиме рекламата. Во нашиот случај Македонија е одбрана како држава, можеме да ја тргнеме таа, може да напишеме Србија ако сакаме. Можеме да користиме и некои места, например, еве во Црна Гора, например во Будва. Тогаш кога го одбереме градот, ни дава drop pin, односно од тоа место каде што е одбрано, во радиус од колку километри, односно мили околу тоа место да ја прикаже рекламата. Во нашиот случај нема да одиме толку детално, ќе одбереме само Македонија за сега. И ќе одбереме публика. Во нашиот случај презентираме продукт кој што може да биде, например, од 25 години па нагоре, до 60, например. Ни дава опција да одбереме машки и женски пол или двата пола заедно. Доколку рекламираме продукт кој што е, например, само за жени, во периодот на менопауза, например, може да одбереме од 40 години до 60, например. Така е, според природата на продуктот ќе ги одбираме старосната граница и полот. Во нашиот случај ќе одбереме од 25 до 60. Бидејќи рекламираме магнезиум, тој продукт може да го применува секој, така да можеме дури од 18 години да започнеме. Во сегментот Detail Targeting, односно детално таргетирање, можеме да одбереме некои демографии, некои интереси, некои навики кои што ги имаат луѓето, се со цел да го стесниме кругот на луѓе кои што ги рекламираме. Јас би го прерипнал овој чекор, но можам сега само да ви покажам дека, например, може да се одбере нешто со спиење, слип, може стрес релиф, да се напише нешто, да се одбере некој таков интерес, некој пребарување што се го имале тие луѓе што се имале таков проблем, со болка, например, може да се наредат овде тие интереси, а може да се отстранат некои интереси кои што доколку сакаме уште по детален таргет на публика. Во нашиот случај, како што кажавме, нема да правиме толку детална публика и одиме во следниот сегмент. Во сегментот Placements го одбираме копчето Manual Placements и потоа ни ги дава платформите каде можеме да ги пласираме нашите реклами. Од досегашното искуство кај Feed, Instagram и Facebook Feed се доста гледани, доста користени и јас не би ги одбирал овие надолу. На овој начин ќе заштедиме дел од нашиот буџет, односно Facebook и Instagram ќе се фокусираат само на овие два сегменти, односно нема да се распредели буџетот на овие места, односно ќе биде концентриран само на овие две места, при што ќе добиеме поголема ефективност. Кај Stories and Reels би го оставил целосно, бидејќи се доста гледани, доста атрактивни. In-stream ads, search results, apps and sites ги отштиклирам. Значи, се фокусираме само на овие два дела, Facebook, Instagram Feed и Stories and Reels сите. На овој начин сме го завршиле вториот дел од подесувањето на рекламата. Го притискаме копчето Next и одиме во самата реклама, во самите подесувања конкретно на рекламата. Името пак ќе го напишеме магнезиум реклама. Кај Ad Name, Ad Setup ни нуди две опции, дали да одбереме постоечки пост да го рекламираме или да направиме нов. Ние ќе направиме нов пост, доколку одбереме existing post, ќе го најдеме каде е,
кој од овие постови сакаме да го користиме, отидеме на копчето Continue и го одбираме. Ние ќе одбереме сега нов, потоа ни нуди пак две опции. Дали да одбереме единична слика или видео за презентација на нашата реклама или карусел реклама. Карусел е две или повеќе слики кои што можат да се менуваат, да се како каталог. Ние го избираме копчето Single Image. Во следниот дел Add Creative го одбираме медијата, односно она што сакаме да го рекламираме. Го притискаме копчето Add Media, во нашиот случај е слика, одиме на копчето Upload, ја прикачуваме сликата на овде, одиме на копчето Next, кај Stories and Reels во нашиот случај ќе одбереме Original, односно ако ја развлече изголеми сликата нема да е читлива, го одбираме Original, доколку имаме слика обработена со овој формат 9:16 aspect ratio, одиме на копчето Replace, ја прикачуваме каде ја имаме таа слика и ја користиме. Во нашиот случај ќе оставиме оваа слика и одиме на копчето Next. Овде, како што можете да видите, Мета ни нуди оптимизација, го вклучуваме тоа копче да ги оптимизира сликите најдобро што може да биде да ги прикаже и одиме на копчето Done. Кога сме ја прикачиле сликата, сме ги завршили оптимизациите, одиме во следниот чекор Primary Text. Primary Text е текстот кој што се појавува помеѓу сликата и името на нашата фан страница. Овде можеме да напишеме нешто. Например, некој поударен текст, eye-catcher, кој што би привлекол, например, нудиме решение за стресни ситуации. Например, можеме да додадеме некој емоджи, односно некоја анимација. Еве овој, например, чекмарк. Нудиме решение за стресни ситуации. Можеме овде да напишеме некој од бенефитите вака. Ја враќа на смевката. Го подобрува спиењето. Релаксира. Например, headline е овој дел овде, односно лево од копчето Call to Action. Значи, ако Call to Action копчето го ставиме, например, контактирајте не, или контактирајте не, ке е најдобро, најсродно. Овде можеме да напишеме дознайте повеќе. Тоа е копчето кај headline што го објаснува всушност. Во message template можеме да додадеме конверзации, односно автоматски прашања и одговори за да ни олесни работата со одговарање на пораките. Ако го притиснеме копчето Edit, имаме во првиот сегмент имаме greeting message, односно порака за добре дојде. Овде може да пишеме почитувани ви благодариме за вашиот контакт, како можеме да ви помогнеме. Можеме да вметнеме и име, например, почитуван тој и тој, или почитувани Виктор, ви благодариме за вашиот контакт. Ова ќе е името на оној што е примал пораката. Следниот сегмент е често поставувани прашања. Првото прашање може да биде, например, дали може да дознам повеќе за составот на продуктот.
Може и не мора да додадеме одговор, во овој случај јас би додадал, например, се работи за органски магнезиум цитрат збогатен со валеријана и сибирски билки. Апсорбацијата е многу поради уникатниот состав. Апсорбацијата во телото е многу побрза и попродуктивна споредбено со неорганските продукти. Например, тоа може да биде едното прашање. Второто, која е цената на продуктот? Цената изнесува 689 денари. Плюс 130 денари достава до домашна адреса. Можеме трето прашање. Дали имате некое дополнително прашање? И ово може да го оставиме без одговор. Кога ги финализираме овие работи што ги подесуваме овде, кликаме на копчето Save and Finish и можем да кажем дека нашата реклама е спремна да биде објавена. Со едноставно притискање на копчето Publish ја објавуваме рекламата, ги чекаме овој дел да се исполни, 3 од 3, и Мета ни дава информација дека е пуштена и нашава реклама е спремна.